Последите неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостин е лидерот на ВМРО Народна партија Љупчо Ѓорѓевски. Господине Ѓорѓевски, една од вашите реакции се однесуваше на критика на владата на Груевски дека се обидува да го заврши мандатот, купувајќи време без да го реши клучниот проблем кој што се очекува да се реши од оваа влада, за да може земјава да се приближи кон НАТО и Европската унија. Според вас, како би можело да се реши спорот со Грција? Па гледайте, не само што беше до сега критиката, туку јас не навлегувајќи во овие технички прашања, дали ќе има предвремени избори, како ќе има предвремени избори од техничко-демократски аспект, една од првата наша реакција беше дека Македонија ќе изгуби повторно време ако пред изборите политичките партии дефинитивно во Македонија не се договорат дека тој што ќе победи, односно оној кој ќе формира новата коалициона влада во Република Македонија, не побара од граѓаните и мандат и да го затвори прашањето со името во Република Македонија. Затоа што сметам дека овој проблем дефинитивно 20 години седи како проблем на нашата држава, 20 години конечно треба да не разбудат и да сватиме дека на овој начин не можеме да го решиме проблемот и треба да тргнеме храбро, односно оние кои сакаат да се занимаваат со политика да имаат свест дека на нив во наредниот мандат е дека треба да го затворат проблемот со името. Како да се реши? Решението е, како што рече и самиот Немец, решението е во оние бројни предлози кои досега се дадени од немици. Нормално, до крај не може и никој во овој момент да каже што е тоа, меѓутоа сметам дека има доволно добри идеи по кои може да се тргне и да се затвори проблемот. Постои ли такво име, односно промена на името, што нема да биде на штета на македонскиот национален идентитет? Јас сметам дека имињата кои се спомнуваат, со кои географска одредница е решение на проблемот, не е на штета на националниот идентитет, затоа што за такви географски одредници имаме примери во светот, а и конечно мислам дека ние во Македонија премногу пати кога зборуваме за националниот идентитет сврзано со името на државата, ние се уште не можеме да се одлепиме од Сталиновата дефиниција за нацијата. Нацијата на кој што значи идентитет и нација во поглед на она што ние сме се школували и што носиме во нашата свест, тоа е Сталиновата дефиниција за нација. Денеска светот, Европа едноставно работи и функционира на сосема друг начин. Вашата партија се декларира како партија со десничарска ориентација. Познато е дека партиите од овој тип имаат тврди ставови за прашања од национална природа, како што е прашањето за името. Како вие ги објаснувате вашите ставови? Која линија ја следите? Ќе ја одговорам со една контратеза. Ако ја погледнете актуелната влада, таа е по се друго левичарска и популистичка, освен по прашањето на името кај што држи десна политика. За разлика од нив, јас имам една сосема спротивна работа. Во се друго сум десничар, освен по прашањето по името кај што точно имате со права констатацијата дека е малку по-левичарска политика. Меѓутоа тоа произлегува од она што се нарекува реалност. Значи, ние имаме една ситуација кај што 20 години го гледаме тој проблем. Значи, едноставно рационалноста зборува дека морате да го решите проблемот. Конечно, па од друга страна, повторно доаѓаме во колизија на две десничарски идеи. Десничарската идеја Македонија да влезе во НАТО, да влезе во Европската унија. Ако тоа ви представува како пречка на патот, морате да седнете и да размислувате како да ја заобиколите таа пречка да дојдете до целта. Како ги привлечете гласачите на ВМРО ДПМН? Познато е дека порано за луѓето бевте препознатливи и гласаа за вас по тоа што настапувавте со национална агента. Што ќе понудите сега? Ете, мислам дека 20 години помина од самостојна Македонија. Ако некојаш патриотизам беше да се зборува дека Македонија треба да има самостојна држава, дека македонскиот народ треба да има самостојна држава, мислам дека денеска такви приказни од таков карактер, каде што ќе се разбудат некои ниски страсти од типот името не го даваме, ако треба корени ќе јадеме. Мислам дека е патриотизам кој, како да кажам, звучи многу анахроно, како некој друго време, и секој кој се обидува да распалува такви страсти, мислам дека не е честен во политиката. Патриотизмот денеска во 21. век е сосема нешто друго. Добро, што ќе понудите сега? Економија. Едноставно, она што сакаме ние да го спомнеме дека македонскиот граѓанин
треба да се соочи со една реалност дека за нас правенствена работа е евроатлантската интеграција, значи да припаднеме на тој европски западен клуб, дали во поглед на безбедноста, дали во поглед на Европската унија, и заедно со тоа е економскиот просперитет и перспектива на македонската држава. Но тоа го велат и другите, НАТО, Европска унија, економија. По што ќе се разликувате од другите партии? Поразлични сме во тоа што ние, за разлика од сите други политички партии, бескомпромисно вериме дека ако добиеме мандат, ние ќе го затвориме проблемот со името, значи водејќи сметка за националните интереси на Македонија. И второ, затоа што сметаме дека ќе понудиме многу нова оригинална економска концепција, каде што оваа политика на постојана репресија, која се гледа и во економијата, не само во политиката, ќе ја симнеме и ќе ја понудиме она што го нудевме од 1998 до 2002 година на планот на економијата. Тоа е еден либерален приод, еден либерален концепт, една слободна макрофинансиска политика на државата, односно правење на еден нов модел на Македонија кој ќе нарекува малку како она офшор зона каде што едноставно капиталот ќе ни биде најважен од се. По потпишувањето на рамковниот договор и недобивањето на изборите се повлековте од лидерската позиција и на некој начин речиси не бевте присутни во политиката. Сега ве гледаме со идеи кои не се идентични со оние на Љупчо од порано. Дали е ова разочараност или созревање? Политички, како изјави, како коментари, никогаш не сум бил повлечен. Дали има промени? Најверојатно, сите ние се минуваме, меѓутоа и самото време не минува. Значи, јас повторно ви велам, патриотизмот ако во 90-та година беше како да Југославија да се распадне и како да се направи самостојна Македонија, денеска немаме потреба таков патриотизам, имаме потреба од сосема еден друг патриотизам. Значи, нема поголем патриотизам во овој момент колку на народот да му понудите економска алтернатива. Од оваа дистанца, како може да опстои државата на меѓуетнички план? Колку е одржлив тој мултиетнички концепт? Во последно време гледаме дека не може да се изгради ниту црква, ниту џамија, такви се реакциите. Гледайте, македонците имаа многу своји илузии. Јас сум еден од тие кои има такви илузии, меѓутоа, за жал, реалноста веќе станува сосема друга. Македонија веќе не е само мултиетничка држава, туку може да се каже и мултирелигиозна, практично. Јас сметам дека на овој попис сега или одложен попис ќе се види дека процентот на муслиманската заедница во Македонија достига некаде околу 40%. Очигледно дека Македонија треба да донесе еден нов кодекс, не само во поглед на мултиетничката карактер, туку и во поглед на религиите кои се развиваат на територијата на Македонија. Во таа смисла јас сметам дека тој кодекс треба да многу внимателно да се разведува. Сметам дека примерот на Албанија, каде што три вери, муслиманството, христијанството и православието, живеат во некоја, како да кажем, убава хармонија или поднослива хармонија, можеби треба да биде пример како треба да се гради и Македонија. Вие го донесовте Груевски на лидерската позиција во ВМРО-ДПМН. Кој беше мотивот по подолго време да се појавите на овие избори и како мислите да му го земете мандатот на Груевски, ако тоа ви е целта? Ние нашата улога не ја гледаме, како што рековте, на некој да му го земеме мандатот или да дојдеме по секоја цена во формирање позиции на влада. Ние сме тука за да ја збогатиме македонската демократија. Ние сме тука да ги кажеме тезите кои други не сакаат да ги кажат и се плашат од популистички причини да ги кажат тие тези. Ние сакаме да ја разбрануваме македонската јавност. А дали народот тоа ќе го, гласачите тоа ќе го наградат или ќе го казнат, тоа е веќе сосема друга димензија на политиката. Вие ли ќе предводите кампањата, ќе бидете присутни на теренот или ќе стоите повеќе од страна? Да, јас ќе бидам еден носител на изборните единици за ВМРО Народна партија и ќе бидам главниот носител на кампањата. И многу други луѓе ќе зборуваат, меѓутоа мислам дека главните говореки ги држам јас. Ви благодарам на разговорот. Благодарам и вам. Го следевте неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.